Денеска сме на граничниот премин Табановце се со цел да промовираме една кампања за превенција во сообраќајот. Работиме паралелно и превентивно на јакнењето на свеста на граѓаните, на учесниците во сообраќајот. Секако работиме и со нашите репресивни мерки, се со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Министерството за внатрешни работи во изминатиот период во континуитет работи на контрола во сообраќајот со крајна цел намалување на бројот на сообраќајните незгоди, бројот на сообраќајни незгоди со последица смрт, тешки телесни повреди, материјални штети и генерално намалување на бројот на прекршоци во сообраќајот. Заради тоа што тоа е пред се на зголемувањето на безбедноста на сите граѓани кои што се учесници во сообраќајот. Оваа превентивна кампања ја работиме заедно со нашите партнери, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и нашето денесно присуство овде заедно, и јас и мојот заменик, началниците, претседателката на Советот, говори за важноста на овој настан и за важноста на оваа кампања. Кампањата е под мотото "Вози одморен", заради тоа што сметавме дека мора и тука да ја кренеме свеста и многу е важно возачите и учесниците во сообраќајот да бидат одморни. Се наоѓаме на граничниот премин Табановце заради тоа што ова е еден од граничните премини во кој што има најголема фреквенција на луѓе, на возила. Овде поминува паневропскиот коридор, се движат многу возила, посебно сега во времето на летните одмори, и сметаме дека е добро уште на самиот влез во Република Северна Македонија превентивно да делуваме врз секој возач при поминувањето низ територијата на Република Северна Македонија. Ние имавме минатата година најголем број сообраќајни незгоди со последица смрт токму во јули и во август. Во 2020 година во јули имаме 17 жртви, додека во август имаме 19 жртви. Тие се двата месеци со најголем број на жртви. Сега, до овој момент, во јули имаме 6 жртви во сообраќајни незгоди и наша крајна цел е да што е можно повеќе се намали овој број. Секако дека и превентивното делување, и оваа соработка која што имаме со Републичкиот совет и секојдневните контроли даваат резултати. Генерално статистиката е најдобра во последните 30 години во делот на сообраќајот и затоа ние ќе продолжиме и понатаму во континуитет да работиме во намалувањето на прекршоците и на сериозните последици кои што се од сообраќајот. Затоа апелирам до сите граѓани, апелирам пред се до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин се штитат себе си, семејствата, блиските луѓе и генерално граѓаните на нашата земја, заради тоа што безбедноста во сообраќајот е пред се и значи зачувување на човечки живот. Апелираме на подигање на јавната свест, на значењето дека секој еден од нас е важен во справувањето со овие тешки последици во делот на сообраќајот и секој еден може да придонесе да имаме навистина добри резултати. Ние ќе продолжиме и понатаму и превентивно да делуваме. Ќе работиме во делот за сообраќај нормално и на контрола и на преземањето на репресивните мерки. Јас се надевам дека сето ова ќе даде резултати, кое што нешто ќе го почувствуваат и ќе биде бенефит за секој еден граѓанин на Република Северна Македонија.